Сега одиме да го најдеме Лазар Ѓуров, еден од основачите на Младите можат и нејзин прв подпредседател. Се наоѓаме пред предавалната на Лазар, сега одиме да го посетиме и да го прашаме неколку прашања за Младите можат. Браво! Добре. Ти? Супер, јас треба да те прашам неколку прашања за Младите можат. Ајде. Знаеме дека ти си еден од првите основачи на организацијата и всушност прв подпредседател на Младите можат. А која е првата меморија која што ти доаѓа на ум кога ќе се на Младите можат пред 10 години? Чувство, ќе ти кажам прво што ми доаѓа, чиста енергија. Луѓе собрани заедно и се обидуваат да направат нешто чисто, нешто ново, нешто што стварно ќе направи Младите можат, а како слики што ми се појавуваат се средбите што сме ги правеле со тие луѓе на различни места, така седиме да размислуваме како да биде што треба. А која би била идејата, односно првичната идеја која што ти дошла на ум за да создадеш оваа организација? Па тие луѓе што се собравме претходно имавме различни искуства од различни области и поприлично не бевме задоволни како да течеше и беше идејата сега ова ќе биде како што треба. Сега имаме. Да, дека ќе биде како што треба, дека ќе биде чисто, дека ќе биде нешто што навистина ќе работи во суштината на напред Младите можат. Супер. И мене. Чао. Сега е наред нашиот следен соговорник Ирина Јаневска. Ирина е присутна уште од самите почетоци на организацијата и моментално таа спрема настан со нејзината невладина организација. Одиме да посетиме и да прашаме нешто за Младите можат. Здраво, Ирина. Здраво. Како си? Супер, малку понеделнички, ама убаво вака со млади. Дечки, ние знаеме дека Ирина е првиот координатор на првиот проект во Младите можат. Па сакаме да ја прашаме како се справуваше таа со предизвиците кои што предстојаа на почеток. Фала на прашањето, да, точно е дека сум првиот координатор на првиот официјален проект во ММ. Со предизвиците се соочував, како да кажам, од ден на ден се боравме со нови предизвици, учевме, се соочувавме тимски, тоа е многу важно и ме принела порака дека ММ е една организација во која што работите се работат тимски и што има многу енергија и голем колективен дух. Каква беше енергијата? Ти спомна на мене така подетално што владееше на почетокот. Владееше многу хумор, значи ММ е основана на вистина од позитивна енергија. Доста бевме динамични, секој имаше своја улога и своја заслуга зашто ММ е ова што е денес. Ти благодариме многу, Ирина, и се гледаме во следните. Фала ви на вас, фала ви што ММ постои и поздрав до сите кои што поддржуваат оваа организација. Чао. Здраво, дечки, сега одиме да најдеме Александра, која што е долгогодишен активист во невладиниот сектор. И исто така поранешен член на управниот одбор, па да видиме што има да ни каже. Здраво, дечки, тука сме со Сашка и сега ќе ја прашаме за нејзината приказна во Младите можат, како таа всушност се приклучила во Младите можат и што те поттикна за да станеш член на оваа организација. Станав член на Младите можат затоа што во тоа време беше прва организација направена од млади за млади и се уште така работи, заради тоа беше главната причина заради која што се приклучив на Младите можат, работеше многу супер и поинак од сите останати организации тогаш. Супер. Ти благодариме многу. Чао. Здраво, дечки. Здраво. Ние сме во iščекување на Иван Јованов. Иван Јованов е поранешен претседател на Младите можат и сега ни најави дека треба да биде на џогирање, па сме во iščекување да го прашаме неколку прашања. Дечки, ние го пренедовме Иван. Сега одиме да го прашаме неколку прашања. Ајде со нас. Здраво, Иван. Здраво, девојки, ме најдовте? Да. Како си? Одлично сум ве трчам вие. И ние супер, еве, дојдовме да те прашаме неколку прашања, таман се Загреа. Добро, Така, povedете. значи, ние прво сакаме да те прашаме, знаеме дека си 4 години си бил дел од организацијата Младите можат. Сакаме да знаеме што ти остави тебе организацијата и што ти не ја остави. Не сум 4, 10 сум веќе во организацијата, меѓутоа 4 години бев претседател. Што ми остави организацијата? Преку Младите можат пред се научив како да бидам свесен за себе и за општеството во кое што работам и делувам и како да давам назад за општеството. А исто така, Младите можат ми помогна да изберам мојата професија, односно да работам со млади и да не беше Младите можат, немаше јас да го работам ovo што го работам и да го снимаме ово видео заедно. Супер. Ти благодариме, Иван. Чао, чао. Здраво, дечки. Ние брзаме да го најдеме Горјан, човек кој што е
од самите почетоци во Младите можат, а воедно и поранешен потпредседател, па да видиме што има да ни каже. Здраво, Горијан. Браво! Како си? Супер. Знаеш дека имаме повод, 10 годишнина од Младите можат. И сакаме да те прашаме што те поврзува тебе со Младите можат. Младите можат? Па многу работи ме поврзуваат. Очекувано. Да, најпрво ми кажа дека ме поврзува многу стекнато знаење, многу бесценето искуство што го стекнат пред Младите можат да поврзувате пријателства, супер луѓе и многу исто така млади кои преку активностите кои сум ги водел, преку обуките што сум ги водел, стекнали тие свои знаења, вештини и на некој начин развој. Исто така ме поврзуваат и настаните што сега се некој препознати или тренд на Младите можат. Супер! Благодариме многу, Горијан, и се надеваме дека се гледаме и во други прилики. Гледам се дене на журка. Сега. Ајде ги всички поздрав. Здраво, дечки, сега одиме да се најдеме со Илија Станковски, председател на управниот одбор. Браво, Илија! Здраво. Како си? Супер! Па, ајде да го прашаме Илија неколку прашања за Младите можат. Добре. Пред се, како мислиш дека влијае организацијата во општеството? На кој начин? Па, тргнувајќи од мене и сите оние млади луѓе со кои што јас директно сум работел или сум ги среќавал во Младите можат, навистина е организација која менува животи. Доаѓаат млади луѓе кои се на факултет или во средна, заглавени до некаде во тој формален образовен систем и гледаат нов некој начин да се активираат во општеството, она кое го велиме learning by doing, односно да прават добро за заедницата, а притоа и они самите да учат и да се развиваат. И оној момент на кога млад човек ќе види каква промена може да направи општеството, навистина остава голем трак кај нив како што оставил и кај мене и едноставно продолжува да делува. И тоа е оној принцип на мултипликатори. Тоа се млади луѓе кои потоа учат други млади луѓе, поттикнуваат други млади луѓе и така некако градиме општество кое се базира од млади што се свесни, одговорни и сакаат да придонесат за општеството. Супер, многу ми е мило. И мене. И драго ми е што си една од нив. И мене ми е многу. Се гледаме на роден ден. Чао! Здраво, дечки, сега одиме да најдеме Анита Николовска, извршниот директор на Младите можат. Се надеваме дека ќе биде во канцеларија. Здраво! Здраво, девојка, што тука си? Па и Супер, веќе има да те канцеларија. посетиме. Добре, ајде. Сакаме да те прашаме нешто во врска со Младите можат. Имаме едно многу убаво прашање за тебе. Еве Ајде. вака маца да ни откриеш што можеме да очекуваме следно од Младите можат. Многу нови работи. Прво, старите работи. Започнуваме со веќе добро познатите постоечки концепти на Младите можат. Очекувате го мотивацијски викенд 6 оваа година во септември. Секако ќе продолжиме со младински лидерски иницијативи, Мека Change, сите останати проекти кои што традиционално си ги правиме. Меѓутоа нешто што го очекуваме до крајот на оваа година е дефинитивно зголемување на активното членство, кој што знаете, убаво можеме да се пофалиме со бројка од 60 млади активни кои што до јуни, односно до мај сега се приклучија во организацијата. Очекуваме да расте оваа бројка и да расте всушност и напредокот и промените кои што ги правите баш вие, така што дечки приклучете се за сите заедно да правиме промени и се гледаме на роден ден на Младите можат. Чао!